Ви благодарам што сте на К1 телевизија, го гледате централното издание на Дневникот. Еве кои се трите настанни за денеска. Вработените во Фени Индустри денеска ги прекинаа блокадите на патиштата. Очекуваат да им биде исплатена ноемвриската плата. Заврши општата расправа по предлог буџетот за 2018 година во матичната комисија во Собранието. Кавадарци бара начин како да го реши проблемот со кучињата скитници. Работници од Фени кои изминативе денови протестираа поради две неисплатени плати, денеска го ставија протестот во мирување. Председателот на синдикатот Ѓорѓе Палетов преку сопштение денеска информираше дека сите вработени ќе добијат решенија за стечајни работници. Дијана Иванова повеќе. Едно од барањата на вработените во Фени Индустрија е исполнето. Прекин на работниот однос тие ќе немаат. Стечајниот управник Мирослав Анастасиевски преку соопштение денес ги информира дека сите вработени ќе добијат решенија за стечајни работници. Првиот чекор кон стабилизација и исплата на платите на вработените, за што е почната процедура за пресметка. Вработените ќе ги примат платите и ќе потпишат договор за вработување без прекин на стажот. Континуитетот ќе биде запазен, со што во целост се заштитени нивните права. Секој работник мора одговорно да пристапи кон остварувањето на обврските и работните задачи. Сите барања на работниците се задоволени во согласно со законската процедура. Затоа апелирам да не се подклекнува на шпекулации, да се посветиме сите заедно на работниот ангажман и да покажеме дека Фени може да биде успешна приказна на македонската економија. Стои во соопштението испратено од стечајниот управник Мирослав Анастасиевски. По оваа информација, најавениот протест на вработените за денеска е одложен. Тие очекуваат најдоцна до утре да ја добијат ноемвриската плата. Октомвриската плата и К15 ќе ги пријавеле како побарување во стечајната маса. Инаку течат со закон определените 15 дена, во кои доверителите имаат обврска да ги пријават своите побарувања до стечајниот управник. Фени Индустри должи околу 60 милиони евра. Најголеми доверители се трите комерцијални банки. Денеска е последниот рок кој банките им го дадоа на заинтересираните компании за купување на комбинатот за потпишување на меморандум за соработка. По владиката Агата Ангел, владиката Петар во интервју за ТВ Нова вели не знав за писмото испратено до Бугарската православна црква и за истото смета дека ќе и наштети на МПЦ Охридска архиепископија, а истовремено вели дека од историски гледано БПЦ не може да биде мајка црква на МПЦ. Кој во име на Македонската православна црква Охридска архиепископија го напиша писмото до Бугарската православна црква, за јавноста останува непознато. Митрополитот Петар во интервју за ТВ Нова открива дека тој како председател на комисијата за соработка со другите помесни цркви не го составил истото. Не сум составувач на писмото и не сакам да сносам никаква одговорност за содржината на писмото. А писмото се расправаше на синодската седница и меѓу другото ние во врска со писмото немало никакво класично изјаснување, како што обично кога на седници се поставува едно прашање, па се дава на гласање, па кога поединечно секој треба да се изјасни со кревање на рака или со некревање, или како ќе биде, како и да е. Владиката Петар смета дека овој договор е на штета на Македонската православна црква и дека од историски аспект Бугарската православна црква не може да биде мајка црква на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Поинакви се мислењата и желбите на бугарскиот народ, црковен народ, на бугарската црква, на свештенството, па и на архиереите, ако сакат, на бугарската црква, во врска со писмото за така наречената мајка црква, од мислењето, желбите на македонскиот народ православен, на македонското свештенство и македонските верници од она што го слушаме не само кај нас во татковината, туку одзив слушаме веќе и од диаспората.
На писмото кое Македонската православна црква, Охридска архиепископија, го испрати до Бугарската православна црква, јавно се спротистави владиката Агата Ангел. Тој во 2 наврати преку сопштение реагираше. Во првото ја потенцираше неговата вознемиреност и несогласување околу поднесеното барање до БПЦ. Тој се сомнева дека настаните се потикнати од фактот дека интензивно се работело на решавање на македонското прашање, кое како крајен резултат требало да избрише се што е македонско. Ако договорите кои што ги подпишуваме го уништуваат националното чувство на македонскиот народ, тогаш тезата за мајка црква има за цел да го затне изворот и да го затрупа бунарот, од кој што нашиот народ се напива повеќе од 2 милениуми. Денес може некој ќе успее да го покрие македонското национално чувство, но сигурен сум дека нема да може да ја избрише библиската и свештена историја на македонскиот народ. Македонците христијанството го примиле уште од апостолското време и за ова имаме бројни примери во Новиот Завет на Светото писмо. И затоа е апсурдно да се тврди дека некој ќе не роди во иднина. Втората писмена реакција. Владиката Агата Ангел ја завршува со помислата дека Господ Исус Христос, Мајката Божија Богородица, светиот апостол Павле, светиот Климент Охридски, новиот наш прогласен светец, свети Гаврил Велички, кои се постојани молитвени пред престолот Божји, ја чуваат Македонија и ќе ја заштитат Македонската православна црква Охридска архиепископија од сите најазди кои што доаѓаат од црковниот, но и од државниот врв. Преку програма за заштита и благосостојба на животните која ќе опфаќа третман за бездомни кучиња, нерегистрирани и регистрирани кучиња, затекнати на јавни површини без присуство на сопственикот. Општина Кавадарци ќе го решава проблемот со кучињата скитници, кои се поголем број ги има во градот. За да се реализираат предвидените активности во програмата, општината од буџетот ќе издвои 300.000 денари. Кавадарци бара начин како да го реши проблемот со кучињата скитници, соочени со големиот број кучиња кои скитаат низ градот, но и со генералниот проблем во државата, со малиот број оператори кои работат на проблематиката за хуман третман на кучињата. Советот усвои програма за заштита и благосостојба на уличните кучиња, со што тие ќе се заловуваат, ќе се кастрираат и одбележуваат со микрочип. За таа цел ќе бидат издвоени околу 5.000 евра од општинскиот буџет. Оваа дејност може да ја извршува директно јавното предпријатие Комуналец, а може и да ја дадат на овластени институции кои што се регистрирани и лиценцирани за оваа дејност. Значи во првата година од работењето на јавното предпријатие Комуналец, најверојатно тие ќе го дадат на некоја јавна институција која што има овластување и таа јавна институција има и прифатилиште, има и своја ветеринарна станица и сите дејности ќе ги обавува како што треба по законот. Додека за тој период, додека е дадено ова на некоја друга организација, јавното предпријатие Комуналец треба да се опреми со простор каде што ќе се стационират кучињата, тоа ќе биде на некој начин стационари или прифатилиште, каде што ќе се третираат соодветно, дали ќе треба со еутаназија, дали ќе треба со кастрирање, дали ќе треба со некои други активности кои се предвидени со законот, ќе се чуваат 24-48 сати, се согласно закон и на тој начин ќе се регулира таа дејност да нема кучиња скитници на територијата на општина Кавадарци. Во програмата се предвидува хумана еутаназија на бездомните кучиња во случај на појава на заразна болест. Контролата на квалитетот и исправноста во извршувањето на обврските на општина Кавадарци, согласно Законот за заштита и благосостојба на животните и годишната програма, ќе ја врши инспекторатот од Агенцијата за храна и ветеринарство, а контролата над спроведувањето на општите мерки пропишани во програмата ќе ги врши општината. Од Кавадаречкото здружение за заштита на животните Ани Мирейно пак пред извесен период имаа барање за итно формирање на полиција за животни, затвор за насилниците, масовна стерилизација, како и забрана за слободна продажба на отрови кои се опасност за здравјето и животот и на луѓето и на животните.
Општина Велес и јавното комунално предпријатие Дервен спроведоа активности за чистење на дивите депонии на локациите Превалец, брег на река Тополка, пристапен пат пред градските гробишта Раштани, простор зад училиштето Кирил и Методи, зад Народен музеј, брег на Битолска пруга, улица Лазо Осмаков зад пицерија Да Винчи. Дополнително е извршено отстранување на табли на простор спроти некогашниот ресторан Охохо. Општина Велес апелира до сите граѓани да постапуваат со отпадот во рамките на Законот за управување со отпад, да се воздржат од действие на оставање, напуштање, спалување и неконтролирано отстранување на отпадот. Продолжуваме со култура. Утре на големата сцена со почеток во 20 часот театарот Јордан Хаџи Константинов Джинот од Велес премиерно ќе изведе комедијата Вдовицата се мажи, работена според мечка на Антон Павлович Чехов во режија адаптација на Младен Крстевски. Вдовицата се мажи е комедија на карактери која изобилува со брзи дијалози, силни емоции и ненадејни пресврти. Колешката Валентина Михајловска повеќе. Театарот Јордан Хаџи Константинов Джинот утре премиерно ќе ја изведе представата Вдовицата се мажи, работена според мечка на Чехов, а во режија и адаптација на Младен Крстевски. Вдовицата се мажи е адаптација на едночинката мечка од Антон Павлович Чехов, напишана во 1888 година, која на комичен и атрактивен начин за гледање ја следи приказната за вдовицата Попова, која 7 месеци е во траур по смртта на сопругот и одбива да излезе од имотот и да прима посети. Комуницира единствено и само со нејзиниот лакеј Лука и вработените на имотот. Кај неа ненадејно доаѓа Смирнов, артилериски поручник во оставка и кредитор, кој си ги бара назад парите кои му ги должи покојниот сопруг на Попова. Вдовицата се мажи е комедија на карактери која изобилува со брзи дијалози, силни емоции и ненадејни пресврти. Представа за едноставната комплексност на човековата природа, за тенката граница помеѓу омразата и страста, за човекот кој честопати знае да биде чуден, а прекрасен и туѓ на себе. Во представата настапуваат актерите Марина Попанкова како Попова, Васил Зафирчев како Смирнов и Младен Крстевски како Лука. Сценографијата е на Филип Коруновски, костимите на Катарина Чукниева, а изборот на музиката на Снежана Митова. Првата реприза на представата, закажана за вчетврток, е на 14 декември во 20 часот. Идни двигатели на македонската економија. Ова се очекувањата од 34 средношколци кои денеска се надпреваруваа на 4-тиот поред државен економски надпревар, кој се одржа во Средното Јовче Тесличков. 34 ученици од 12 економски училишта во Македонија денеска се надпреваруваа на 4-тиот државен надпревар, насловен како лидер во економско-правната и трговската струка. Надпреварот е поделен во два дела. Првиот дел е одговарање на теоретски прашања, вториот решавање на практична вежба. Се радувам што ги има во толку голем број и мојата надаша е дека понатаму тие ќе во иднина ќе придонесат за создавање на стабилна функционална пазарна економија во Република Македонија. Денес е ваш ден. Денес е денот да го покажете вашето знаење. Вака советникот од економско-правната и трговската струка Елизабета Јовановска Радановиќ ги поздрави надпреварувачите. Денес е лидер, избор, државен надпревар, избор на најдобар ученик во економско-правна и трговска струка или сектор економија, право, трговија. Во 4 образовни профили, односно квалификации, а тоа се економски техничар, правен техничар, деловен секретар и банкарски техничар. Драго ми е што еве овде се собравме нели сите и најдобрите од училиштата да по 4-ти пат нели ги покажеме вашите, односно нели да си ги покажете вашите способности и ви посакувам од се срце да победи најдобриот. Победникот од државниот надпревар кој се одржа во Општинското средно економско училиште Јовче Тесличков се здоби со диплома лидер во економско-правната и трговската струка.
Министерството за економија на владината седница ја презентираше информацијата за изменување на Законот за трговија согласно со иницијативата на посетените компании во рамки на проектот Учиме од бизнис заедницата. Врз основа на тоа, Министерството за економија во рок од 2 месеца треба да достави предлог за изменување на Законот за трговија за укинување на времето за продажба на алкохол и укинување на ограничувањето, односно забраната на продажба на алкохол во киосци, за кои ќе се издава лиценца. Вестите од Македонија. Општиот претрес по предлог буџетот за 2018 година е завршен од страна на Комисијата за финансирање и буџет, на која и денеска не присуствуваа претениците на ВМРО ДПМНЕ. Треба да започне амандманската расправа од претениците по поднесените 279 амандмани, од кои 204 се од ВМРО ДПМНЕ, а 75 од БЕСА. Според предлог буџетот, идната година треба да има вкупно приходи од 3,1 милијарда евра, додека за расходи се планирани 3,4 милијарди. Буџетскиот дефицит е проектиран на 2,7% од бруто домашниот производ. Од 1 јануари се зголемува акцизата на нафтата за 3 денари, што би довело до пониско задолжување. Управата за јавни приходи од 1 јануари почнува со електронското поднесување пресметки за персонален данок на доход, а од 2019 треба да почне издавањето по полнета годишна даночна пријава од УЈП. На завршниот настан од едногодишниот проект, што овозможи креирање на новата електронска алатка на УЈП персонален данок на доход, министерот за финансии Драган Тевдовски рече дека неопходните законски измени за овие реформи во УЈП се веќе изготвени и до крајот на годинава треба да бидат донесени. Раководителот за соработка при делегацијата на Европската Унија во Скопје, Никола Бертолини, укажа дека реформите на јавните финансии се клучен чекор за подготовка на Македонија за членство во Унијата. Официјалните проценки на безбедносните служби на Европската Унија и земјите од Западен Балкан покажуваат дека од појавувањето на ИСИС на Блискиот Исток отишле да војуваат околу 1000 луѓе од овие простори. Дел од нив загинале во борбите во Сирија и Ирак, но дел се вратиле во своите матични земји. Се проценува дека од вкупниот број се вратиле 300 терористи, околу 200 загинале. Остатокот се жените и децата кои борците го повеле со себе во војна. Блог вести од светот. Прашањето на статусот на Ерусалим, кој денеска е во центарот на вниманието на светската јавност, доаѓа до самата срж помеѓу Израел и Палестина, а тој свет град во кој се наоѓаат светињите на јудаизмот, исламот и христијанството, има неспорно религиско, но и политичко значење. Израелско-палестинскиот мировен договор од 1993 година предвидуваше дека законечниот статус на Ерусалим ќе се расправа во доцните фази на преговорите, но главен камен на сопнување е прашањето на израелското населување, наведува BBC во пресрет на најавеното соопштение на американскиот председател Доналд Трамп, во кое би можел да го признае Ерусалим за главен град на Израел. Израел во 1967 година изгради десетина населби во источен Ерусалим, во кои живеат околу 200.000 евреи, а кои се сметаат за незаконски според меѓународното право, иако Израел го порекнува. BBC подсетува дека израелскиот суверенитет над Ерусалим никогаш не е признат на меѓународен план и дека сите земји своји амбасади имаат во Тел Авив. Во 3-минутната видеоснимка зошто е важен Ерусалим, подсетува дека многу пати е веќе видено како и најмала промена поврзана за тој град и неговата територија доведува до конфликт и насилство, како и тоа дека се што таму се случува е многу важно. Британските безбедносни служби спречиле двајца исламисти кои планирале да извршат атентат врз премиерката Тереза Меј, информираше директорот на службата Ми-5 Ендрю Паркер, пишува Мија. Паркер за планираниот атентат вчера го информирал владиниот кабинет, јави телевизијата Sky News.
Во врска со случајот се уапсени Наимур Закарија Рахман и Мухамед Акиб Имран, кои се обвинети за планирање на терористички напад. Двајцата планирале да активираат бомба во близина на резиденцијата на премиерката на Даунинг Стрит и потоа да и се приближат на Меј, носејќи експлозивен појас, ножеви и спреј солзавец. Полициските служби од Лондон и Бирмингем во соработка со Ми-5 го спречиле обидот за атентат пред двајцата исламисти да успеат да набават експлозив. Во изминатите 4 години Ми-5 спречил 22 терористички напади и во моментов има 500 активни истраги, како и дека 3000 лица се водат како потенцијални напаѓачи, а уште 20.000 лица биле посочени како можни извршители на напади за време на истрагите. Утрешниот ден во Македонија ќе донесе сончево и ведро време со слаб до умерен ветер од северозападен правец. Утрото ќе биде студено со минимална температура на повеќе места неколку степени под нулата. Во текот на денот се очекува релативно топло време со максимална температура до 16 степени. Сончевото време ќе продолжи и во петок, а од сабота попладне ќе настапи промена на времето. Тоа се за овие вести, ви благодарам што бевте со нас. Пријатно.